Основното јавно обвинителство Штип поднесе обвинение против едно лице за 5 кривични дела: малтретирање во вршење на службата од член 143, како и кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување. Обвинетиот во периодот од септември 2023 до 24 октомври 2024 година, како службено лице виш јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Скопје во службените простории при вршење на службена опфатност, во текот на работното време се заканувал и вршел континуирано психичко насилство врз 5 вработени жени. Користејќи ја неговата службена хиерархиска надреденост, во повеќе наврати грубо им се заканувал дека има моќ и може веднаш да ги избрака од работа, дека ќе ги дигнел на клоци, ќе ги фрлел од шестикат, ќе ги ставел во притвори под посебни истражни мерки. Оштетените, не можејќи да ги поднесат заканите и психичкото насилство со понижувачко постапување од обвинетиот, се обратиле писмено до јавното обвинителство на Македонија, до Советот на јавни обвинители и до Основното јавно обвинителство Скопје со барање за преземање на итни мерки во врска со постапување на обвинетиот и нивна заштита. Откако тој дознал за писмата на оштетените, ги повикал насамо секоја поединечно во неговата канцеларија, каде продолжил со психичко насилство, принудувајќи им да ги напишат писмени изјави дека биле изманипулирани. При тоа им се заканувал дека ќе им поднесе тужби за клевета со барање за оштета од 100.000 евра, велејќи им дека тој може да влијае на сите суди и адвокати. Кога две од оштетените веќе не можеле да го издржат континуираниот притисок и закани, чувствувајќи страф, напишале изјави со содржина по негово барање. На 24 октомври 2024 година обвинетиот одржал состанок со сите вработени во јавно-обвинителската служба, каде што пред сите нив продолжил со психички притисок кон оштетените. Како резултат на ваквото деградирачко и понижувачко однесување, една од вработените се разболела и добила анкциозно растројство. Со цел да ја заштити постапката и жртвите, јавниот обвинител до судија на претходна постапка достави предлог за определување мерки на препазливост, обврска на обвинетиот да се јавува повремено на определено службено лице или кај надлежен државен орган, при времено одземање на патна или друга исправа за преминување на државна граница, односно забрана за нејзино издавање, како и забрана за приближување или воспоставување, односно одржување контакти или врски со оштетените.